Државата премногу се меша во креирањето на програмата на приватните медиуми, која негативно се одразува на уредувачката слобода и квалитетот на програмата, а секако и на финансиската кондиција на овие медиуми. Нашата едногласна препорака е дека државата воопшто не треба да се меша во кроењето на програмската шема на приватните медиуми, каква програма треба да емитуваат, во кој обем и слично. Каква програма треба да имат овие медиуми одлучува пазарот, вкусот на потрошувачите, а не вкусот на политичарите. Вториот исто така битен заклучок е дека прашањето на професионалната етика на медиумите треба да се реши со саморегулација. Самите новинари и медиумите треба да изградат механизам за зголемување на одговорноста на медиумите, а не тоа да биде наметнато од државата со закони и закани. Место, ја не можам во ова прилика да не зборам, да не го актуализирам ова прашање со ова што ни се случува денеска во Македонија околу донесувањето на законот, измените на законот за АВМ. Место владата да го слуша гласот на граѓанското општество дека политика не треба да се меша во работата на медиумите, неделава излегоа новите измени на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, каде во еден член државата наблегува сериозно во регулација на медиумскиот контент. Просто кажано, со тој член владата сака да го има монополот на вистината во Македонија. Ако помине овој член, власта во иднина ќе утврдува вистината во медиумите. Тоа што според низиниот вкус ќе биде лага, ќе го казнува со 5000 евра за медиумот и 1500 евра за одговорното лице. Убедени сме дека овој член на законот ќе има застрашувачки ефекти, негативни ефекти врз слободата на говорот и слободата на медиумите. Тој ќе ја засили постојаната самоцензура во медиумите и ќе ја задуши критиката во медиумите. Уредниците и менаџерите на медиумите засилено ќе цензурират новинарите и нема да дозволат критика, со цел да ја избегнат можноста да бидат казнети. Тврдам дека членот 67 од предложениот закон е противуставен затоа што нашиот устав ја гарантира слободата на медиумите и експлицитно забранува цензура. Од друга страна, овој член представува флагрантно непочитување на Европската конвенција за човековите права и слободи, која Македонија го има ратификувано и е обврзано да ја почитува. Во став 2 од членот на конвенцијата точно се дефинираат основите кога може да се ограничи слободата на говорот. Таа може да се ограничи само ако е неопходно поради државната безбедност, територијалниот интегритет и јавната безбедност, заштитата на редот и спречување на нереди и злосторства, заштита на здравјето или моралот, угледот или правата на другите за спречување на ширење на доверливи информации или за зачувување на авторитетот и непристрасноста на судството. Ако ја видите содржината на членот 67 од законот, јасно ќе видите дека тој излегува надвор од оваа рамка на конвенцијата и воведува нови ограничувања. Се надевам дека владата добронамерно ќе ги свати нашите укажувања и ќе ги избрише казните за непочитување на член 67. Министерот Манчевски изјавил изјавил дека реформите во медиумите треба да ги направат самите луѓе од медиумите, а не политиката. Ја кажав дека тоа е добра флоскула, меѓутоа во суштина тие делуваат сосем спротивно од тоа што го зборат и затоа ние како новинарско здружение имаме малку и потешкоти да ја објасниме новата ситуација, затоа што се соочуваме со една декларативна заложба за слобода на медиуми, а од друга страна има тенденции кои што не потсетуваат на однесувањето на претходната власт и што е апсолутно ние не можеме да го прифатиме. Мислам дека политичарите во Македонија мора да ја сватат, да ја научат една лекција, дека медиумите и новинарите не се криминалци и не треба да носат закони
со кој цело време ќе им стои некој на глава со стапи, ќе ги мава по глава да им кажува како треба да пишуваат. Новинарите во слободни земји се слободни да пишуваат, а за нивната одговорност се знае како треба да се поставува. Има судови, Так. има саморегулација, ние како новинари ќе се оградиме од тие лоши примери, а од друга страна, ако тие прекршувања се толку драстични, говор на омраза, клевети, има закони и ќе се видиме на суд. Секој, ние не сме против тоа, а неодговорните новинари да не сносат одговорност. Меѓутоа, ние не можеме да прифатиме нови ограничувања на слободата на говорот надвор од меѓународните конвенции кои што Македонија ги има подпишани. Имаше една позитивна реакција од министерот Поповски на дебатата што имавме пред некој ден, и тој рече дека е подготвен да го повлече членот 67. Меѓутоа, знаете како е, ние, ако нешто научив од овие 7 години е да бидете многу предпазлив на ветувањето на политичарите. Ќе чекаме да го видиме законот кога ќе помине во влада. Ако министерот Поповски го исполнува тоа ветување, ние нема да се воздржиме да го пофалиме за тоа, затоа што сме убедени дека тоа е добра, позитивна одлука. Што се однесува за другите прашања, за тоа што имаме и многу други забелешки во законот, ние сигурно дека ќе се вклучиме директно во разговори да видиме дали можеме да најдеме компромисни решенија кои што ќе ја постигнат целта за која што ние се залагаме, а може да се најде некоја друга форма, затоа што ние не сме дека само така или никако не може. Сме расположени да најдеме компромисни решенија, меѓутоа за некои вредности не сме подготвени да правиме компромиси, например како што е независноста и институционалната автономија на јавниот сервис. Ако јавниот сервис не е политички и финансиски независен, вие не можете да претендирате дека тој ќе има независна уредувачка политика. И тука, навистина, ние нема да попуштаме. Македонската радиотелевизија има убедливо најмалку пари споредено со јавните сервиси од регионот. Европска Унија, тоа е научна фантастика, не можете да го споредите. Збориме за нашите соседи, Србија, Хрватска, Босна, Бугарија. И ние бараме 1% од буџетот. Не е ни да ги израмниме со овие регионални јавни сервиси, туку минимум предуслови јавниот сервис да ги исполни постојните обврски и да почне да ги реализира новите обврски кои што му се даваат како обврска. Канал на албански јазик, канал на јазиците на другите заедници, дигитализација, вработување на квалитетен кадар, сервисирање на долгот што е многу битно, 30 милиони досега. Кој знае до каде ќе стигне тој долг?